Добро вечер на сите и добре дојдовте уште еднаш во нашата емисија во која можете да најдете се што не можете да видите на друго место. Што е логично, нели? Ако го има тука, не може да го има и на друго место. Еве на нас, повторно кај вас. Ова нас, повторно кај вас го користам максимално откако ја слушам приказната за власите. Вака беше, стои влав во ординација, пред да влезе кај доктор и чита наврата, секој преглед се наплаќа. Прв преглед 100 евра, секој следен или нареден по 10 евра. И нормално се средува, чук, влегува и вели добар ден докторе, еве мене, повторно кај тебе. Така да, еве ни нас, повторно кај вас. Постои нели таа легенда дека властите се демек стиснати или скржави, што се вели, ама не мора да значи. Па што? И за босанците вела дека се глупи. И за црногорците вела дека се легачи и неработни. Значи лени, па што? Исто и за политичарите вела дека крадат. Па што? Нема врска дека крадат. Мислам, не мора да значи, нели? Вела за нив дека имале купени дипломи, а не мора да значи дека само тие има така. Да. Јас лично имам видено еден од администрација кој плачеше како мало дете затоа што ја загубил дипломата. И откако му кажав дека може да се извади дупликат, рече да, можам, знам дека можам. Ама што ќе кажам сега, кога не знам што завршим? Значи, не мора да значи бре дека се купени, нели? Па ако ги купил, ќе ги запомни, а тој ги заборавил. Не може, што демек сега идеш на факултет и гледаш, не таа ова и ја купуваш. Ма не. Ајде. И што после со таа диплома, демек кај нас ќе те вработат преку врска. Ма нема врска. И колку вредат тие дипломи е прашање. Плюс, да, што му вреди дипломата на мојот професор? Кога му влегол мајстор во кујна да поправи нешто и рекол, ајде, 3000 денари, а ситно пола саат. Дебре, мајсторе, вели професорот, многу 3000 денари за пола саат. Па јас професор сум, а немам толку плата. Па и јас кога бе професор немав толку, сега сум мајстор. Па затоа веројатно и вела дека кај нас платата е финансиска помош за тие што не умеат да крадат, а пензијата е казна за оние што кога можеле не краделе. Ние ќе ви украдеме само малку од времето, за да ви мине полесно и секако да ви биде исполнето со многу интересни нешта, како што е Визијана, нашата природна минерална вода, и како што е нашиот гостин, кој ќе ја зачини емисијата со оригинални приказни од секојдневието. Ма што гостин, бре? Ги имаме неколку. 1, 2, 3... Ма не знам колку, ама можеме да дознаеме заеднички ако останете со нас. Да преброиме, затоа бидете со нас, нема љутиш по 6-ти пат во оваа сезона. У 6 са бајле да те разбуду. Нема проблем, ве кошике, па како не? Да, со задоволство ќе те разбуду у 6 са бајле. Ало, добар ден, вика, мојата книга што е искуства за еднината. Дали може, викам, да поверам, чисто, дали ја имате во вашиот распоред, во вашата библиотека? Батали, тој пиење, нели видиш какав си се направија, каква поплава да те донела. И батали тие цигаришта крваш, кашљаш како куче. Па тој бе, ќе ве тестира до колко степена можете да издржите зимуска ако ви го намалуе в температура, и ако ви го намали плату за 30%, до кој датум у месец ќе можете да издржите. Тој. Ма маже бре, жене, да се жалим на мужи колко сакав, ама да знае, да не сме ми мужи, они ни еден тест за бременност не може да положи в сагла. Такој. Секогаш настапувам, со одлични реакции ме прима публиката. Секогаш каде што има добра публика, таму сум јас. Мене јутре ми е роѓендан. Јас сакам да ми купиш пушку. Пушку? Да ја обстри. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува.
мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Комшика ме траш. Ало? Здраво, комшике. Здраво. Јас сам. Јаде ја. Не, ништо не работи. Па на работу сум. Да. Колко? У 6 са бајле да те разбуду. Аха, нема проблем, бе, комшике, па како не? Да, со задоволство ќе те разбуду у 6 сабај. Добро, важи. Чао, чао. Комшика, знаеш што вика? Вика, ако може да не го буду со задоволство, сабајле у 6, зашто тако могала да закасни на работа. Не чуеш ли ти што збор? Чую. Што чуеш? 6 пути викам да ми донесеш шикерче. Па 6 пути донесеш шикерчиње, бе. Што ако си ми донесеш 6 пут, ка сви 6 пропаднава у кафе? Ја, види, нема ништо горе. Дај едно, дајде види циције. Ајде, оп, фала. Такој. Шикер се стекнае. А пиво имаш? Имаш. Какво пиво имаш? Имам студено, грч, тъмно. Тъмно пиво имаш? А светло имаш? Имам и светло. Имаш светло. А запали ga бе светло ако имаш бе. Погледни ме тъмнина е. Очора весмо што си би најциcija, не се видимо više. А препорука од Владу? Од Владу? Разбирам. Ако од Владу, не га палим. Видуте. А ти ако не ме видиш, значи отишија сам се. Стигнавме и до оној дел за кој наслушнав дека ви е омилен. Делот во кој што ви го представуваме нашиот гостин. Веќе во најавата реков дека нема да биде еден, туку повеќе мина. 10 во 1, вечерва во Нема љутиш. Жарко Јовановиќ. Здраво, Жаре. Здраво, Шани, здраво. Наш Кумановец, драго ми е што си гост куде нас. Ти си едини човек за кога може да кажу дека оној, знаеш, Кумановски кога ќе се каже бре, вредиш за 10 човек. Иначе Жарко е пресве глумац, али и имитатор. Зашто тој, ајде да зажмуримо емисија, има, нели, ти работиш емисија, ајде да зажмуримо. Предпоставljam, зажмуриш еден човек, зажмуриш друг човек, зажмуриш трет човек, нели така е коки? Не. Ја ка зажмуру, ја ништо не виду. Евентуално да кажеме кога ги сидну наочаре, ја не виду на кога му збору, разбираш, и ми е многу незгодно. Да зажмуримо, ајде да зажмуримо. Тоа е имитација на многу познати личности. Да, познати Како политичари. реагираа луѓе? Па реагирав, публика добро реагира. Сакав да видив коju имитација имам спремно. На улицу ме препознавав како еден, како друг лик, Васко Евтов. Кај си Стојанче, кај си Груевски. Кој како сака, од кој определење, нормално. И тоа е тој кога кажа вреди за 10 личности, а они како вредив да ти кажу, ова кој тешки су, тако е да стварно вреди. Било кој од нима и што да кажу друго, значи, ајде да зажмуримо, добига име од еднога електричара, фактички, што е на мојега снимателја Мацата другар. И он вика дека допишувае се с Тамару Милутиновиќ, ова е од Србија што е певачица. И вика, како бе не го знаеш бе, Маце? Тамара Милутиновиќ, хајде да зажмуримо, знаеш. Абе ти с njom си се допишувае. Маце, она гледа карактер, друже. Знаеш, и вика, јас, тој се за
ајде да зажмуримо, и на крај испадна емисија да се вика по njega, ајде да зажмуримо. Значи, Благе Трајковац, иначе електричар, да му го спомнуеме, не дека е битно, али ете. И друго значење има. Да зажмуримо пред сви глупости што ги правив таму, тако е ли? Да зажмуримо, што направиле, ми смо туи да се малку зафркавамо и тоа е тоа. Како е реакција на тие што ги имитираш? Реагирав ли добро? Имаш ли запознаено некој од нив? Па, мислам дека гледале су, тој знам дека су гледале, а како реагирав? Зависи, например, што снимасмо видео с наш бивш градоначалник Зоран Дамјановски Циц, он е легенда. Он сака да се види, ми снимасмо видео заедно и стварно му се свиѓа тој што го прави. И ето што знам други пример с Килита, знам дека су му праќале некои видеа и он исто реагира супер, као и види браво мали, супер. Исто ја, као док се гледам. И тоа е тоа. Значи нема проблеми, нема Не, негативни па не реакции. сум имаја некои проблеми до сега. Од Куманово многу глумци у последње време сега збору за оние што су познати од целу Македонија. Тони Михајловски некога беше предводник на светот, Сашко Коцевиеве, тебе може да ти издвои како некој од помлади кој доваѓа, а га знае Македонија. Што е тоа у Куманово, што се дешава? Обично су, да ти кажу право, приградски, тешко од центар. Ти си од центар, нели? Јас сум од кој на Ребешани, ради тоа. Дека приградски се. Они од Банево брдото и Трло, мислам, брдо беше у Београд, така ли? Да, па ту ја вија, Банево Трло вија кој на Близко е воздушна линија. Нешто има, да. Од Чаршију ретко некој да искочи. Чаршија у ваше време кој се викал? У наше време чаршија се викаше Корзо. И што прави? Да, ти кажам. У наше време на Корзо искача со беќари и девојки. И по некој оженjen мушкарац. Зашто бе оженет, што мисли оженет каде искача да А Корзо? што мисли? Како е што мисли Кумановаc кад ќе отиде на Корзово? Значи мисли дали да иду да ги гледам оние што не може да ги легну или да иду дома да легну до оној што не може да го гледам. Мене кад ми е досадно Куманово, у Куманово стара финта кад ти е досадно што да направиш? Отидеш пред оној матично кој што се венчав. И док искача невеста с младожење, само викнеш срце ќе те сакам до крај на живот. И бегаш дома, тој биде каламутница. Како се реши глумац да видиш? Па, глумац се реши ја одамна да виду, уште од 8 оделение идеше по представе, имаше некои кратки појавувања аматерски. После средњу школу константно имасмо некој групу, работесмо на представе нон-стоп и веќе тоа беше добра подлога за на факултет више. И улегна на приеман и после тоа ете. И што си мислеше? После, да кажеме, прву, другу годину факултет. Што викаш? До куде ќе стигнеш? Тој што си мислеше, да, хубаво вика, што си мислеше. Па, кад почна на 18 години, пред да запишу, викаше, гледаше се у Холивуд. Ај. Па свак, на 18 години, кој не cilja високо, тако е ли? Нормално. Холивуд гарант, вика. После почна малку видеа, прва година упиша на факултет, втора, како стоив малко ствари, како викам, не, Холивуд, кој знае, викам да... Далеко. До Београд да отиду ЈДП, нешто, викам, најболи театар на Балкан. И тоа е добро. Почнаа завршуј 4-та година, ќе дипломирам, кој куде ќе иде по театри. Викам, па да улегнал МНТ бе, некако најголем театар у Македонија, најубаво е. 3 години без работу постат како дипломира, викам, па не е ни Куманово лошо, мајко. А тек да су прошле после ош 3-6. Кој знае. Така и кој нареки се чини кој ми се чини Што како- ма везе пред комшија? Важно да Сан Франциско. Аплауз да се чуе. Избројали си дека колку укупно можеш да имитираш? Па не сам ги броја, има доста. Преку 10 сигур. Па да, преку. Ја кажа за тој човек што вреди за 10 луѓе. Да, најмалку. 10 минимум. Ако су луѓе тие што ги имитираш на сви места. Ако су луѓе. Што Некој има таму вреди и за- политичари. Нели? Ајде да видиме издвојни нешто. Која ти е најомилена, најомилена имитација? На кој реагирав највише луѓе? Едно парче од тој што на кој су ти највише реагирали и се смеа. Највише реагирасва, па да почнемо на оние телефонски разговори, ја кад ги се јавljаше на луѓе. Тој почна такој како е Груевски, значи njega сам го прво имитираја, а после сви други, да. Груевски и ги се јавljаше на разни луѓе, правеше пренкови. Задзвонуја у библиотеку, обично по јавни овие што су фирме и така. Институции. Институције. Да.
И ги се јавиам ја, примерно, у библиотеку, у водовод, нема вода, ја ги се јавljам како грујски, као, немаме овде као вода, знаете. Нафајате го дефектот. Пример, или у библиотеку. Ало, добар ден, викам, мојата книга што е искуство за иднината. Дали може, викам, да повевам, чисто, дали ја имате во вашиот васповед, во вашата библиотека? И она вика тај, некоја друга што работи, прво што не е многу запознае, кај, чекај момент да видам некој друг што се занимава со тој книги. Повем господи, викам, ќе почекаме. Јавља се, кажи цаци, дај некој. Ало, да? Екам, да фашам, да имате книгата Искуство за иднината, викам, тоа е моје четио, викам, напишано. И она вика, сега ќе проверам, да, ја имаме во 5-6 примероци, книгата ја набавуваат, викам, па драго ми е, викам, многу ја зимаат вака. Не, вика, повеќе за белетристика, се заинтересирани, викам, па така, наводно секогаш бил за белетристика. Вика, драго ни е што се јавивте, па и да ни дојдете да не посетите. Викам, сега за мене не е добро да патувам, бе. Не војаме. Не е ова климата. Ќе се вата, ќе дојде период кога ќе треба тоа да се случи. По кафану да резервирам сталче, као, за имен ден доаѓам, за Свети Никола. Сава ми е куќна исто, оставете ми маса за 4 ивица. Знаете каде звоните? Не е повем, бе, оставете ми само резервација и готово. И ред други. Најомрзната слава на сви што не су од десну страну за политику зборимо, Свети Никола. Едно време беше. Да. За путување, спомна, не е време за путување. Кумановка кад путувала у Велес, путуе, и се оставља го после тунел, сообраќаја, вика, господјо, казно за вас, не ги уклучисте светло у тунел. Туку, извините, јас сум од Куманово, не знам куде се уклучува светло деку тунел, може ли да ми кажете? Куде жарата си често у емисију, 1 на 1, пази се сега, овој не те 1 на 1, овој е 1 на двојца. Ви двојца самиот Друг ти наслов е. Често си тамо, како дојде до тој сарадњу? Па од видео што ги имам на канал, ајде да зажмуримо. Нормално, по телевизија гостување некој и почнасмо целу сезону беше, прошло сезону. Свака емисија? Да, По некој лик. Тачно, по некој лик. И еве сак му е 14-та сезона. Театар га спомна, што ти лега, предпоставljam повеќе комедија. Па комедија, да. Сега спремате ли нешто? Сак има смо секси лаги представа што игра на денови на комедију. Зема и награду за најдобру представу на фестивал. Да прашам, зашто земасте награду, за секс или за лаги? И за две. За двете, бе, лъжев дека имам секс. Ама такој обично иде куде нас мушки. С имитација ти одлично иде. Виц нешто, ковано сме познати по вицеви кажување. Сви овие што ги наброи кажуваат добро вицеви. Ајде да чуеме од тебе. Слаб сам беа у виц. Ја не сум слаб, али кажу по некој. Иде два балона у пустињу и еден му вика као пази кактус. Не, тоа е овертира. И вика друг виц. Таксист и стопира га некоја женска и улаза, ама оно проститутка била, знаеш. И кажува му куде да го вози таму и таму. Ајде да го вози, поваѓа таксист и после извесно време она му вика дај бе, вика за 100 евра, ако сакаш паркира, дека да завршимо работа. Ти нормална ли си? Па јас сам бе домаќин човек, немој такој, знаеш. Добро, не, вози. Па ешто после некој време вика, абе за 50 евра стопирај тој да завршимо работу, тераш. Бре ти, што ти личу ја? Јас сам бе домаќин човек, немој. Добро, како сакаш. Идев још малку да стигне 100 метра, вика, још 100 метра има, еве стигнасмо, вика, дај за 20 евра, завршуваме работу, јас иду готово. Ти тачна ли си, ја ти објасни на тебе, бега искачај, да те нема, јас сам домаќин човек. Ова искача, затвара врата и вика, пиде ти домаќина човека без 20 евра да мужа. А пред малце за кактус виц траеше како секс. Олко. Ти имаш ли нешто да одговориш на ова? Нели 1 на 2? Да, 1 на 2. О, обели образ. Иде два полицајца по улицу. Еве ги два, 1 на 2. Иде два полицајца по улицу, кад на след улицу 3 бомба. Бомба! И еден од полицајци рита го и вика, бе, не ритај ту бомба, ако експлодира тај бомба, што ќе правиме? Оној друг вика, па што ќе правиме?
ке кажемо на командира дека сме нашли 2 бомбе. Еден на два, Решен полицајца, 3 бомбе. Абе, се смо. И за крај на овој блок, још една омилена имитација. Ако имаш нешто ново, супер, ако не од оние нешто што су веќе познати, не е важно. Не бе, ајде нешто што знам, еве, како се вика, дека е празник, да кажемо. Празник на наш град, да, сега е ден на наш град, ослободување на На Куманово. Куманово, тачно, може нешто, сега како нашиот градоначалник, да кажем, нешто. Ево, ексклузивно, ајмо. Као наш градоначалник, нели, Максим. Максим. Кумановшани секогаш сакаат забава и пред се културни избидувања, а ја ви ги поканил да дојдат на плоштадот во Куманово, каде што ќе виде изведувачи како Сарајо или пак уште некои кои што ќе бидат присутни на таа манифестација. Шани, ти благодарам што ме повика во емисијата твоја. Јас сакам да гостувам во такви емисии, привидејќи секогаш сум тука за гласот на народот. Браво, Естре. Ексклузивно, Жарко Јовановиќ му нема љутиш. Еден на двојица. 1 за 10, 10 за 1. Бидете со нас. Батали. Остави, не дирај. Израз с кој сакаме на некога да му кажеме дека од тој што ga работи нема фајде, нема леп и дека е бесмислено. Батали, тој пиење, нели видиш какав си се направија, каква поплава да те донела. И батали тие цигаришта крваш, кашљаш како куче. Све да ти било до време за остављање зборуб. Баталиш га пиење, кај ќе ти каже доктор дека замастила јетра и отишла у неповрат. Баталиш га цигаре, кај ќе качиш 10 степеника, а на 11 подадеш и седнеш на исти, зашто неќе душе. И швоѓарлък да ти бија до време, и ту ја подадев. Снемав душу и баталив. Зборче батали на оние што се оставиле некој пороги и омилена у вокабулар. Ке запалиш ли цигаре? А, не, фала. Баталија сам ја, тој одамна. Вика, стварно? Да, да. Еве, и чер данаска и јутре 3 дана. Батали. Бе ти прочита ли на врата тој што беше залепен на тој наредба, што беше? Абе, шефе, ја чим искочи од фирму, ич не ме интересирам наредба. Ке прочитам после кога ќе се врата од пауза. А и кажи што пишува, иш да не читам. Па пишуеше тамо дека због овој енергетску кризу нешто ќе ви ga намалувале радно време, да. А пишува ли и тој дека ќе ни ga намали вгрејање и још поважно? Плато. Тој не примети. Ти кажа право, не видеа, ама чу. Од управо ми кажасва дека у понеделник најверојатно ќе ве тестира. Ја од сви тестирања што сам ги правија до сак, на први пат сам ga положија само алкотест. Издуваја сам како гаго трубач. Додуше положуваја сам ги други тестови, ама 2-3 пат, не од први пат. А што ќе не тестирав? Па тој бе ќе ве тестира до колку степена можете да издржите зимуска ако ви го намалува температура и ако ви го намали плато за 30%, до кој датум у месец ќе можете да издржите. Тој. Абе, за на работа ќе си носива кебења и емболија, а тој за около плато ќе мора да ни купим некои затке. Тапе. Зашто бе затки и тап? За гузице. Такој ќе може повише да издржуваме, разбираш, со намалено плато. А на ваш шефови ќе ви купуевли затке, тапе или ви меѓу себе си ги затварате? Ама ти не се рачкај mnogo с мене. Кажати ја. Јас сум извор близак до управу. Пази. Абе, ти што ќе кажеш како нову вест од управу? Или излажеш, или надуваш како информација? Ја? Леле, абе ако сум излажај нешто да не мрдна од место. Од шефовско ли? Ма ти па с мене се рачкаш. Слушај, ај болje да не правиме мој без работа. Дај нешто друго. Ај друго. Кажи ми нешто. Да, и вчера по рибе беше ли?
Беше. Па ти еднога сома. Па нормално. Мушко. А што ќе направи? Мушко кад фати сома, тоа е риболов, признавам. Жена ти кад фати сома, тоа е брак и тој признавам. Ама тој ти за жена ми ли збориш? Јок за жена ми, па кажа жена ти? Нека тебе. А ти беше ли лов вчера? Беше. И? Знаеш што сам приметил? Дека мој загар може на 3 километра да ме намериш. Шефе, па избањај се, бе. Или ти такој штедиш? Ми данас кај ќе го терамо изгледа на дугачко и на широко. Некате. Ајде после паузу срати кој мене у канцелари. Да видимо и вчера кад искочи за да идеш по рибе. Болно бре, мајко му, едно време, кад ќе фатеше девојку, њој не го пушта со. Сега бре, фатиш девојку, мужу не го пушта. На раната кој да си го изведеш, да го прошеташ у чаршију. И џабе га ти молиш, јак бре, не попушта, тај такав, и не го пушта. Има га такви еден куп лоши мушки. А има и лоши жене, туго. Леле, што лоши жени има. Колко се некои жене жали од мушкарци, бре, боже. Како општина да ги доделила, а не они сами да су си ги бирали. Маже, бре, жене да се жалим на мужи колко сакав, ама да знаем, да не смо ми мужи, они ни еден тест за бременност не може да положи в саглав. Такој. Мисло си у себе, куде смем на глас да кажу, одано и мојот. Ја у себе, ама она па викао тамо, дозе, немој ни да помислиш да прозбориш, зашто ако се налјуту и те докачу таквога малечкога, какав што си патос ги избриш у себе. И такој сам ти кивнал од онај пут, од онај ден како чу и те виде со оној весну. Кој весну, бе, душ? Па ти не си свесна, мари, душо. Па зар мислиш дека ми ја нешто се весно при тебе живу? Ајде, бре. Душо, бре. Па она толку е ружна што ни казанче за УВЦ не му се пушта. Доста. Немој сега да побесну. Има да те растргну како сиња мрсну торбу, па да те распостелю по собу како растурена зарма. Си мушки сте исти. Па добро, мари, душо, па ти не мора сви мушки паш да ги пробаш, па да знаеш дека су исти. Рекна и искочи еднак. Увек е такој куде мекам. Ја пресечу. Да, моје е последњо. Кажу и излету еднак. Него, кад се врати, така да свати дека клjuč не сам га понеја од дома. И такој спаси пред врат. Ни крив, ни дужа. И од тога научи. Значи, недужни мајку му увек настрада. И затоа сам си кажа, од сега болje ќе си биду дужан барем едно 50 евра. Да. Како заврши ја у прв дел? 10 за 1. Добро сега, 15 до 2. Може да продолжиме со друг дел. Пошто Жарко кад ми е гост, ја обожавам да го слушам кога имитирам. Може ли, Жарко, ја да те прашувам тебе нешто приватно од твој живот, од твоја кариера, ти да ми одговараш како некој од ликови кои ги имитираш? Може. Еве да кажемо колку представи имаш изиграно до сега. Радимо многу. Имате доста позоришних представа. Сам Бог зна. Углавном пуно. Добро, много, значи много, разбирам. Треба ли превод? Не треба. Не. Разбираш ли? Жал човек. Наступаш ли некад како стендап комичар и ако да, какви су реакции на луѓе? Секогаш настапувам, со одлични реакции ме прима публиката. Секогаш каде што има добра публика, тамо сум јас. Добро. Кој лик од познати драми би сакае да го изиграш некад у твоја кариера? Па еве ми кажувате кој лик сакам да одговарам. Веднаш ќе ви кажам. Сакам да го играм Хамлет. Зошто баш Хамлет? Бидејќи е најпознатиот драмски лик. Неговиот најпознат монолог кој е? Ајде кажи, Шани, кој е неговиот најпознат монолог? Па нормално дека не знаеш монологот To be or not to be, или еве да видиме дали да бидеме или не. Ете тоа е проблемот. Што си напишал овде? Ајде кажи. Што си напишал тука? Ево почна да се смееш. Те гледам, Шани, немој да се смееш.
Тоа е проблемот, бидејќи и вие и јас имаме право да ја знаеме вистината. Неистина, стварно, најбољи ово, значи добра трансформација и тоа ми се свиѓа. Дали некад би снимија некој рекламу, ако те викнав? Ајде, би снимил реклама. Што ти реча? Би снимил, сега како нема валота горе, не реклама, би снимил и ја удио повеќе ми читал. Дај ми снимал реклама, бе, бајде, абе, шани, бе. Ја поедно сум актел бил, бе. Бог се, што ти не? Ще снимам и реклама, не е поел. Како се нема? Ви снимија ли ви рекламу? Ја би снимија рекламу, како не би снимија рекламу? Како е рекламу? Рекламу, например, што е актуелно? Зелје. Што бе зелје, јува? Што за зелје Реклама реклама? за зелје. Млад, убав и тврд. Зиш зелје младо, тврдо и убаво, да, тако ќе му дојде. Добро, Галце. да. А тоа е све спротивно од тој што си ти, ваljda за тој ти текна реклама. Абе, гледај, ја би... За тебе како би била реклама? Ја би ставија, каква реклама бе? Светлеќу рекламу би ставија за мене. Какво? Олд таймер. Добро очуван, гаражиран. Баба га возила. Што би се кажало не употребува? И па тако е доваѓа, нели? Гаражиран. Не ти е леко предпоставljam. Никад не си сам, ти си с повише. Не си со сви и не си сам. Некад- Уедно. Некад ги помешам. Деси ли ти се? Да, па правиш ја стендап кој што ја не ни зборов фактички како ја од прво лице, само од трето лице. Се зборив у диалог, Груевски, Иванов и još пар некои таму, Пендаровски, не знам кои, почна да зборив и место да кажуват Иванов, ја од Пендаровски ми излети реплика, знаеш, викам, чекам застани, овој требаше да биде. Помешаш ги, па сак. Ама добро, кога е стендап, тоа е смешно публику. Па Они го сигурно. видив тој дека е баш Дека е тај живо и промена. дека е, да, промена. Да, вика, чека. Нека биде тај што треба да е. Да. Коги, да пресечемо малку од жарета, ми измъкни некој вид стипа, после да жарета му дадемо шлагворот и уште едну имитација да не направи добро од некого што не имитира, можда Килита га спомна. Не знам, размисли, ги може ли да намисли? Ова е тој, Што како знам, Ани дали да 4 кажеш, пиштолја. Или не е дека ја сум стар, ама одамна памту. Знаеш од кад памту? Од време кога немало семафори у Куманово. Од време кад немаше семафори у Куманово и кад ги наместива. Стварно ли? Да. Стара кумановска поговорка вика: кад проваѓаш улицу, не гледај у семафор, гледај у авто, семафор нема да те удари. Ти случајно погоди семафор, па знам дека тој е најодамно у Куманово. Да. Семафор, викав сега, демек, млади, овие напредна генерација, вика, авто што вози, бе, тој чудо авто, вика, аз застане на семафор, оно угасне авто. Па ми, бе, тој знаеш од кога смо го имале, с југо порано, аз застанеш, оно угасне, бе, нема проблем. Да го раѓа. Кога ви здвија се го овој блог, спомнамо га Килита или нешто друго, ајде, некоја позната имитација, тако е за наши гледачи. Кили, или, ајде, Ѓорѓи Иванов може да пример. Може, па ја не сум го чуе баш да збори многу, ама добро. Ти сега, па ти да имаш информација од прву руку. Ајде. Да. Па добро, еве, сега присутни сме овдека во ТВ Плюс и да ја направиме имитацијата да биде прекрасна за нашите гледачи. Им посакувам добро здравје. Ги поздравувам. Па јао, Шани, мили брате, па какав ти е овој дивни, овдека овој декор што си го ти донел, си го направил, ова дивно растение. Да не може ми добро да го замотаме сега? Одма да кажу виц за дивно растение. Мачка, маче, проваѓајќи у двор марихуана и земе на жвака се од марихуана. И прв спрат на друг спрат на чергиче на некој бабу. Пред стан. Легне и тој заспие. Пројде некој време, баба да искочи, гледа ga маче доле. Не се мрда. И му вика, пис! Маче! Маче диза шапо, вика, пис. Пис. Тој ќе треба и некој цензура, малку са кој што. Ама не, бе, па наши телевизии, во кои су обично, па тоа е добро наши телевизија кад видиш, за цензуру збори, за текви работи, како е кој нас све многу поприродно. На амерички телевизии имаш само добри женски се појављав таму, така е. А, да, пошто За други цензури. И сек што се дешава, муж гледа телевизију дома со жена, така е ли? И гледа таму женска добра, види го нога каква е све. Погледна го негово жена, бе, гледај се па ти каква си ружна, знаеш. Ај бегај таму. Ако ја нас на нашу телевизију, на пример, па погледне муж, па се појави некоја
Тако е малку, више се книга читала, саеш и Да, и с некој аномалiju, така ли? Да. Па муж го погледне жену. Па не, ова е моја лоша мајка. Разбираш? Како што Тоа е кажемо, предност со тие не е лошо и Куманово, не. Не е лошо ни Куманово. У Америку можеш да кажеш, тој му на груевско да вика, можеш да кажеш, вика, против америчкого претседника што сакаш и ништо да не ти фали. И Груевски вика, па и кој нас у Македонија вика можеш да кажеш што сакаш за америчкого претседника и ништо нема да ти фали. Да. Исто. Добро да кад све тој ја ај од старо време да кажу, ај како било на Корзо, ај како кад ги пуштиле семафори. Сакаш да ти кажу еден нов виц? Ти да кажеш нов виц. Епа, модерен. Модерн, баш да чуеш. Знаеш ли како се крсти програмери? У име Отца и Сина и Святога Духа, Ентер! Кажи си боле стари вици. Жаре, откуде црпиш материјал за имитации? Како ти дојде прв пат да имитираш? Освен овие познати луѓе, да силите се некад да изимитираш и некои појма немам, комшија, другари, спомнајат многу. Често тој, често. Значи, зборимо било кои луѓе што ги познаваме кои свакодневно на улицу, другари. Или пример, ја имаше исто, ајде да зажмуримо први видео што ми бесва, као сегмент га делеше на 3 сегмента видео, имаше на крај завршно с таксист, што има он да каже еден коментар на светој. Пошто тој е еден интересен таксист што га знам. Тој е реален човек, Тој е реален човек, да. И он вози, знаеш, по град што со ние за по карту што се вика, као и собере 4 путника и почна се. Па фора што су му сви другари. И гледа и на ретровизор вози и вика: "Снежо, куде си мори другари?" И абе, Боби јављали се, многу смо другари с njega, с мужот и Бобита. А мори, абе, малечка Мила, куде е она? Многу смо другари с њума, с ќеркоти. Па возу го ја уика јел на англиски, многу смо другари они со сина ми Бокица. Вики, куде си бе ти другаре? Абе, проваѓа он најпут бе, куде тебе тамо? Абе, нешто, да не се ожени овој брат си. Слушам некоја музику. Многу смо другари с брата ти. Ја пред крај да кажу нешто. Ајде, изволте. Знаеме ли што е стилска фигура градација? Кој? Мене на час не спрашуваш ли не или? Спрашуваме. Одговори му како... Стилска фигура градација е надградување. Градација на мајку према сина е. Лош, полош, најлош, исти татко му. У Куманово, така ли? Ние Кумановци има се што да се пофалимо. Ми, например, не давамо на жене да иде тој на гласање, на избори. Да. Па да знала да бира она, мене ли ќе ми избере, нели? Не ги пуштамо, нема. Есто њума ми гласа. Фала ти што беше наш гост, посакувам ти још многу успеси, још многу имитација. За крај, да ги поздравиш наши гледачи како... Како е? Дога градоначалника, па и другога, Циц, може ли? Како цица? Да, поздрави. Абе, они су ме доста гледале, па да ги поздравljam. И поздравувам присутните гледачите на Нема љутиш емисија. Се желби за добро здравје. И се ќе еде тамо девојче. Жарко Јовановиќ, ова Нема љутиш и понатаму уште некоја минутка останете со нас. Ставу ја еден камен јутре у риз да скрши некој зуб. Жено, мене јутре ми е роѓендан. Јас сакам да ми купиш пушку. Пушку? Ова ја уапсри. Ама сакам пушку. Не може. Ма кажати откад сакам пушку. Пушка не може. Кој одлучува овдека? Па ти одлучуваш. Ама кад би имаја пушку, што знам? Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје?
Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко е газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Ај, мајсторе. Мајсторе, од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унутра, еј! Ајде, на крај да дадаме и малку подршка за мажите кои понатаму во овие кризни, мачни, тешки времиња сепак се обидуваат да го задржат имиџот на джентлмен. Тој секогаш излегуваше од кола прв, минуваше од другата страна и ја отвараше незината врата за да таа излезе од автомобилот како вистинска дама. И сите ја завидуваа. Како джентлмен, велеа сите. А само таа знаеше дека рачката на вратата однатре е скршена. Па што? Важно да е джентлмен, нели? И вистинскиот джентлмен, запомнете, кога оди во ВЦ и ќе го види на врата она крупно Ж, покао, влегува веднаш, оти е за джентлмен, нели? А секако она М, крупното М, го остава за дамите, мислејќи дека тоа е за мадам. Епа, мои дами и джентлмени, останете вакви ведри и насмејани и чувајте се меѓу себе додека да се вратиме следниот викенд. Чао! Епа, шефе, гледај ти кажу. На вас шефови. Епа, шефе, ај отиде. Како општина да ги го доделила, да го гу. Ајде бре, нема врска. Не дека крадат, туку... Баталиш га цигаре, кад се качиш... Кад ќе качиш 10 степени, Како општина да ги како општина да ги така да, еве сме и ние, кај вие. Еве и нас. Стигнавме до оној дел за кој наслушна да ај брат, ај, кад веќе сум на почеток. Не може одма на прво, звучи плюкни доле.